Добра вечер. Дневник на КТВ, 18 февруари 2026 година. Во Кавадарци интензивно се работи на реконструкција на колекторскиот систем. Увид во градежните работи извршија градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Советот доктор Стојан Чорамов и директорот на јавното предпријатие Комуналец Гоце Ангеловски. Општина Кавадарци заедно со јавното предпријатие Комуналец интензивно, плански, долгорочно работи на колекторскиот систем на целата општина Кавадарци, а поготово на град Кавадарци, вклучувачи и Ваташа. Знаете дека од минатово колекторскиот систем речиси 80% е реконструиран. Заедно со ЈП Комуналец се направија стратешки потези со реконструкција и на Димитар Анџел Габерт улицата, и во Ваташа, и на Ѓорѓе Соколов, и сега ова е последниот дел за реконструкција. Тука на Северен булевар од источната страна, каде што го реконструира ЈП Комуналец со сопствени средства, заедно со западниот дел кој што од маđарскиот заем од 200.000 евра го работи фирмата Градба Промет. Ова значи дека во наредните 30-40 години општина Кавадарци и со претходните инвестиции од КВФ банка 2,5 милиона евра и со тековите инвестиции на општина Кавадарци ЈП Комуналец, ја можам слободно да кажам дека некаде околу 5 милиона евра во овие 7 години изминати се вложени во атмосферска и канализација, вклучувајќи го овој колекторски систем. Општина Кавадарци комплетно ги има одвоено атмосферски канализации, реконструирано колекторскиот систем со канализационата мрежа и е веќе спремна општина за прочистителна станица. Останува делот од Марена до Сопот да го вклопиме во наредните 2 години и да аплицираме за прочистителна станица. Секаде каде што има недоследности, во еден од делот на Комуналец кој што беше најзапоставен во општина Кавадарци, тоа беше атмосферска канализација, канализационата мрежа и фекалниот колектор. Ние веќе сме во фаза да се прогласиме дека имаме најдобар систем во делот на канализацијата и фекалниот колектор, за тоа што од Моклиште, од самиот лифт на Лудомара, со милиони евра инвестиција која што работиме заедно со владата, се до истекот на Лудомара за вршување на Марена и Сопот, општина Кавадарци е сериозно тековно средена канализационо и фекално со фекален колектор. Исто така и сите села ги офатиме кои што немаат канализациони мрежи. Мислам дека ова е прав потек како треба да се грижи за животна средина, за местното население и за она кој што треба секојдневието да го добиваат нашите сограѓани. Тоа што ме прави посебно гордо да професионален лекарски аспект е дека со вложување на вакви инвестиции инвестираме во зачувување на нашата животна средина. Посебно вложувањето во атмосферската и фекалната канализација, како што кажа градоначалникот, по течението на Луда Мара стана реалност која е направена. За жал, вложувањето во изминатиот период, во изминатите 3 декади на плурализам на нашите Кавадарци каскаше, со инвестиција од околу 5 милиона евра, како што кажа градоначалникот, со унгарскиот заем од почетокот од Моклиште до влезот во Марена Сопот, ние имаме веќе реалност од овој фекален колектор. Тоа ќе значи дека со одвојување на фекалната и атмосферската канализација овозможување на зачувување на нашата животна средина. Сите поројници кои во изминатото беа проблем за нашата општина Кавадарци, посебно во овој дел покрај реката Луда Мара, се сметам дека се решени во голем дел преку грандот на КВФ банката, тоа го издвоивме и сметам дека тој проблем во изминатите 3-4-5 декади ќе биде решен за нашите жители. Така да инвестирање во фекална атмосферска канализација сметам дека полека прикричуваме како дел од оваа програма. Сакам да упатам голема благодарност до јавното предпријатие Комуналец, кое сегаш се покажа дека токму во овој дел на висина на задачата, затоа што со сопствени средства, ова инвестиција од нивни средства, значи вредност околу 3,5 милиони денари, овозможи овој дел, источниот дел од Северен булевар, да добие овој колектор со коригирани цевки, така да во интерес на нашите сограѓани, а воедно и во интерес, бидејќи овие тендери се тендери од нивни постапки, значи тие не се тендерираат за други фирми, туку преку нивните програми изгласени на Совет на општина Кавадарци и во интерес на домаќинско работење покажавме дека токму во тој правец општина Кавадарци заедно со јавното предпријатие и Советот и градоначалникот функционираат под заедништво, се со цел да ги намалиме трошковите, за да овие проекти не се тендерираат и бидејќи знаеме дека тендерираните проекти се со висина многу поголема од реалната тоа што може да го направи нели самото јавно предпријатие. Во тој правец ќе продолжиме и во наредниот период. Голема благодарност до директорот, воедно благодарност и до целиот менаџмент на јавното предпријатие Комуналец,
каде што сметам дека си ја вршат својата работа сосема достојно во интерес и на задоволство на нашите кавадарчани. Голема инвестиција, голем потек кој што го работи јавното предпријатие Комуналец. Ова за општина Кавадарци значи поздрава животна средина. Оние проблеми кои што ги имавме во овој дел со колекторскиот систем веќе ќе бидат минато, така да одвојувањето на атмосферската од фекална канализација веќе си во завршна фаза. Ова е преголема активност, преголема работа за едно јавно предпријатие, бидејќи знаеме дека сите останати овакви проекти во другите општини ги работат на надворешни фирми по пат на тендерирање и така натаму. Ова е само еден почеток од новата година, нели, со ваков голем проект кој што го работиме. Тука нема да застанеме, че работиме исто како и повеќе од минатата година, како што минатата година знаете дека ја исполнивме работата уште во септември месец, односно делот од програмата. Продолжуваме со интензивна работа и се со цел услугите кои што ги добиваат граѓаните да бидат на едно повисоко ниво. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци реализира и повеќе активности насочени кон главниот водовод. Сакам да кажам и за останатите активности кои што ќе ги работиме во делот на водовод, канализација и останатиот дел од работењето на јавното предпријатие Комуналец. Сакам да потенцирам дека оваа година посебен акцент ќе ставиме на водоводот, на главниот водовод, на градскиот водовод, кој што околу 40 км доаѓа од Лукар, каде што веќе во тек е постапка за тендерирање за набавка на нова реконструкција на хлораторната станица, на главната хлораторна станица, од каде што нели се хлорира водата за општините Кавадарци, Росово и Неготино. Еден голем проект, една голема реконструкција, која што единствена цел ни е нели граѓаните да добијат што поквалитетна вода. Исто така во фаза во постапка имаме нели и обнова некој начин на катодната заштита на главниот цевковод кој што ја има јавното предпријатие Комуналец. Одиме исто така по инсталирањето на оние водомери 2500, повторно одиме со дигитализација, аплицираме постојано на сите повици за нови замена на нови дигитални водомери. Денеска штотку добивме од UNDP во соработка со општина Кавадарци сервер во висина од 12.000 евра, што значи една сајбер заштита од надворешни напади, и сметам дека со оние активности кои што ги имаме во делот на дигитализацијата, јавното предпријатие е на едно повисоко ниво, се со единствена цел нели граѓаните да добијат и навремени услуги преку новиот вид на дигитализација кој што го имаме како јавно предпријатие, кој што од година во година го осовременуваме. И на крај сакам да кажам дека во овој период имаме нели испитување правиме со надворешни фирми, собираме понуди, сакаме да направиме на мини хидроцентралите кои што ги имаме на самиот цевковод, еден SCADA систем кој што ќе го имаме сите како преглед во тој SCADA систем, ќе го имаме на телефоните, ќе го имаме во просториите на јавното предпријатие со целокупно покажување на функционирањето на моќноста на самите централи, на евентуални застои, се со единствена цел тие мини хидроцентрали да имаат една голема искористеност, како што ја имаат, бидејќи се од големо значење до јавното предпријатие. Значи, ова година имаме силни активности, ова година имаме една динамика и на инфраструктурни работи, меѓутоа и во делот на дигитализацијата, која што ни е нас стратешки интерес. Кавадарци со паметни решенија за поголема безбедност се поставуваат смарт светилки на пешачките премини. Локална самоуправа Кавадарци започна со имплементација на нов проект за зголемување на безбедноста во сообраќајот, фокусирајќи се на најранливата категорија пешаците. Денеска на една од најфреквентните локации во градот, на спојот меѓу улиците Илинденска и Партизанска, беа монтирани 12 смарт светилки пред самите пешачки премини. Овие современи светлосни елементи имаат за цел драстично да ја подобрат видливоста на пешачките зони, особено во вечерните часови и при
лоши временски услови. Целта на овие смарт светилки е да им го привлечат вниманието на возачите на време, со што директно се влијае на зголемување на безбедноста на сите граѓани кои ги преминуваат овие сообраќајници. Доколку овој проект се покаже како ефикасен, во наредниот период планираме вакви светилки да поставиме и на други клучни улици низ целата територија на Кавадарци, велат од општината. Проектот доаѓа како одговор на потребите за посигурен градски сообраќај и примена на паметни технологии кои веќе се стандард во европските метрополи. Жителите на Кавадарци ја поздравуваат ваквата новина, очекувајќи дека ваквите интервенции ќе го намалат ризикот од сообраќајни незгоди на критичните точки во градот. Во завршна фаза е проектот за реконструкција и адаптација на објектот во село Сопот, кој е пренаменет во детска градинка на површина од 170 метри квадратни. Работите ги изведуваат фирмите Бошковски и Тошевски инженеринг и Теракота Прилеп. Санација на штетите предизвикани од силниот ветар во општина Росоман. Брзата интервенција на Евана и екипи од општината придонесоа за нормализирање на сообраќајот и снабдување со електрична енергија. Вчерашниот силен ветер предизвика повеќе штети на територијата на општина Росоман. Екипите на општина Росоман веднаш излегоа на терен, заедно со градоначалникот Ѓорѓи Крстевски и екипи на Евана Македонија, и активно работеа на нормализирање на сообраќајот, уличното осветлување и снабдувањето со електрична енергија. Од општината упатија апел до граѓаните за внимателно движење и разбирање додека трае интервенцијата, односно додека санацијата не заврши во целост. Исто така, ќе се продолжи со активности се до целосно одстранување на последиците од ова елементарна непогода. Вчера полицијата регистрира 6 обиди за измами со лажни лекари на подрачјето на СВР Велест, 5 во Неготино и 1 во Велес. Во текот на вчерашниот ден во СВР Велес биле пријавени 6 случаи на обиди за измами. Еден случај е пријавен во СВР Велес од 53 годишна велешанка која пријавила дека машко лице се јавило на незиниот татко и му кажало дека неговата ќерка се здобила со тешки повреди, зашто е потребно да се направи операција и побарал да донесе пари за интервенција во болница во Велес. Останатите 5 случаи се пријавени во ОВР Неготино, каде лица на возраст од 69 до 78 години пријавиле дека машко лице им се јавило, им кажало дека членови на нивните семејства се здобиле со повреди и за да се изврши оперативен зафат потребно е да донесат пари. Побараните суми достигнували до 35.000 евра, а лицето во неколку од случаите се представувало како лекар или како полициски службеник. На некои од пријавителите им било побарано парите да ги однесат во здравствени установи во Скопје, а на други во болницата во Велес. Сите пријавители се посомневале, ги контактирале своите блиски и сватиле дека се работи за измама. СВР Велес апелира до граѓаните да бидат особено внимателни при комуникација со непознати личности и сите сомнителни случаи да ги пријавуваат во полициска станица. Исто така, полициските службеници и во предстојниот период ќе продолжат со засилено темпо да реализираат превентивни активности за заштита од измами, особено за повозрасната популација, со цел граѓаните да се информираат и едуцираат за опасностите од телефонските измами, како да ги препознаат и да не дозволат да бидат жртви на овој вид измами, се вели во соопштението од СВР Велес. Измама во Неготинско. Со лага за хуманитарни пакети му подигнале брз кредит од 3.500 евра на 18 годишникот Демир Капија.
18-годишен жител на Демиркапијско станал жртва на софистицирана измама и кражба на идентитет откако непознато лице го искористило неговото невнимание за да подигне висок паричен кредит на негово име. Според информациите од СВР Велес, пријавата била поднесена вчера откако младиот човек сватил дека е жртва на кривично дело. Настанот започнал во октомври или ноември 2025 година во Неготино. Измамникот му пристапил на момчето со ветување за лесна заработка, дека ќе добие ангажман за делење на пакети со хуманитарна помош за потребите на црквата. Под изговор дека му е потребна документација за постапката, измамникот ја земал и ја фотографирал личната карта на 18-годишникот. Жртвата никогаш не била повикана за работа, ниту добила паричен надомест, се додека на негова адреса не пристигнало известување за долг. Дека ситуацијата е сериозна, момчето дознало кога добило писмо од финансиско друштво. Во него стоело дека на негово име е подигнат кредит во износ од 215.731 денар. Жртвата се сомнева дека токму лицето кое ја фотографирало неговата лична карта ги злоупотребило податоците за да аплицира за кредитот. Мерки за расчистување на настанот се преземаат од страна на полицијата, велат од СВР Велес. Овој случај е уште еден од низата предупредувања за граѓаните, особено помладите, да не ги споделуваат своите лични документи и податоци со непознати лица. Финансиските друштва кои нудат брзи кредити често имаат олеснети процедури за аплицирање, што измамниците вешто го користат преку кражба на идентитет. Одделот за заштита на личности и објекти е столб на институционалната безбедност, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, одбележувајќи го денот на овој оддел. Одделот во своите почетоци некаде 1945 година, па се до денес, гради континуитет во обезбедувањето на личности и објекти од особено значење за Македонија. Во текот на изминатите децении, неговите припадници покажаа професионалност, дисциплина и високо ниво на подготвеност во извршувањето на професионалните задачи, често во сложени и крајно чувствителни околности. Вашата работа подразбира постојана будност, прецизна координација и целосна посветеност. Таа е суштинска за непреченото функционирање на институциите и за одржување на стабилност и безбедност. Иако најчесто се одвива надвор од вниманието на јавноста, нејзината важност е неспорна. Во текот на 2025 година реализирани се обезбедување на 61 делегација и 153 меѓународни и домашни настани, кои се оценети со највисоки оценки од нашите меѓународни партнери. Тоа е признание дека македонската полиција стои рамо до рамо со најдобрите и поседува способност за исполнување на задачите согласно највисоките професионални стандарди. Во услови на променлива и комплексна безбедносна средина, улогата на одделот добива дополнителна тежина. Затоа, приоритет на раководството останува континуирано унапредување на условите за работа, вложување во обуки и модернизација на опремата, како и јакнење на институционалната поддршка. На сите припадници на одделот им изразувам благодарност за одговорности и професионалниот пристап во извршувањето на службените задачи. Вашата работа е значаен дел од вкупниот капацитет на Министерството и придонесува за довербата во институциите. Нека овој ден биде поттик за понатамошно унапредување на работата и за зачувување на високите стандарди кои што ги негувате. Врв на безобразие 100 милиони евра за нов авион за Мицковски наместо за плати, училишта и болници. Обвинување од опозиционата СДСМ. Се уште нема одговори колку чинеше луксузирањето на Мицковски со владиниот авион и кој бил со него. Но луксузирањето на Христијан Мицковски врз грбот на граѓаните и летањето со владин авион на Јадранско море го откри неговото вистинско лице и лицето на неговата расипничка власт. До толку се опиени од моќта, од аздисаноста, државата ја сметаат за нивна приватна собственост, шанса за бизнис и уживање, а граѓаните за поданици кои се тука да им го плаќаат луксузот.
Додека народот брои денари до крајот на месецот, работниците се на улиците за повисоки плати, премиерот лета на одмор со владин авион. Владата вели нема пари за плати, одбива да ја покачи минималната плата на 600 евра. Им кратат 40 милиони евра на земјоделците за субвенции, 5 милиони евра од поддршката во спортот. Дури и на лицата со ретки болести им скратија 3 милиони евра. А истовремено планираат да купат нов владин авион вреден околу 100 милиони евра. Како со тендерите 161, 51, 72 вредни милиони евра како да се колачи. Со сума од околу 100 милиони евра се обезбедува половина од потребните пари за зголемување на минималната плата на 600 евра за работниците. Може да се изградат најмалку 20 нови современи училишта низ државата, 25 градинки, 10 студентски домови, со што илјадници студенти би добиле достоинствени услови за живот и за студирање. Со парите за еден луксузен авион може да се изградат 3 нови модерни болници или целосно да се реконструираат повеќе постоечки здравствени установи. Може да се изградат 20 згради за социјални станови, десеттици километри водоводи и канализации во средини каде граѓаните со години чекаат основни услови за живот. Но наместо пари за плати, за пензии, за училишта, за болници, владата сака луксузот на Мицкоски да го платат граѓаните. Тоа е приоритетот на оваа тендер коалиција ВМРО Знам. Ова е безобразие без граници. Бараме криминалната власт веднаш да се откаже од намерата за купување на нов авион. Државата не е приватна компанија, а народните пари не се играчка за опиена, а здисана и криминална власт. Премиерот Христијан Мицковски денеска изјави дека владата ќе се повлече од намерата да купи нов воздухоплов и дека тоа прашање, кое го смета за безпредметно, ќе го остави за некоја идна влада. Авионот е се уште воздухопловот е се уште во возна состојба. Можете и да поразговарате со лицата кои што го управуваат и тие се тие кои што иницира да се обидеме да обезбедиме средства за да набавиме нов воздухоплов. Гледам дека од опозицијата се создава оваа тема, иако на една од оние лидерски средби, формални и неформални, што сум ги имал со претседателот на СДСМ, тој беше многу јасен и рече дека за ова не треба да се критикува владата и они дека нема да ја критикува владата, бидејќи утре ќе биде друга влада, а воздухопловот ќе се користи и за хуманитарни причини. Но гледам дека не си стојат на зборот и ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде и доколку починеме, тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е безпредметна. Со над 40 амандмани ги заштитивме зголемувањата на платите, факти кои денес ССМ ги премолчува, рече на денешната пресконференција Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН. Денеска повторно сме должни да ја кажеме вистината. Истите тие кои денес зборуваат за недостиг на социјален диалог, ги подсетуваме на јануари 2024 година, кога тогашната влада на СДС и ДУИ поднесе пакет закони со кој што сакаше суштински да ја смени методологијата за пресметката на платите. Да бидеме целосно прецизни, со тие законски измени се предвидуваше минималната плата повеќе да не биде дел од формулата за пресметка на платите на административните службеници и покрај тоа што истото беше дел од колективниот договор кој што тогаш го потпишаа ССМ и владата на СДС. Тоа ќе значеше дека секое едно зголемување на минималната плата нема автоматски да се одразува врз останатите плати во јавниот сектор. Или да кажеме појасно, прекин на линеарниот раст и слабење на заштитниот механизам за работниците. Дополнително, последните измени на текстот тогаш не беа ставени ниту на енер. Синдикатите тогаш јасно посочија дека првпат се запознале со предлог законот од веб страницата на Собранието. Немаше вистинска јавна расправа, немаше суштински социјален диалог преку економско-социјалниот совет. Кој реагираше тогаш? Тогашното раководство на ССМ дојде во Собранието.
Заедно со нас, како тогаш опозицијска ВМРО ДПМН, поднесовме амандмани и го спречивме носењето на тој закон. Не дозволивме минималната плата да биде исфрлена од формулата. Не дозволивме платите да станат одвоени од реалниот раст на минималната плата. Токму затоа, денеска платите растат секогаш кога расте минималната плата. Тоа е факт. Тогаш поднесовме над 40 амандмани. Еден од тие суштински амандмани беше токму предлогот на ССМ, минималната плата и понатаму да биде дел од пресметката, со што линеарно би се зголемиле и другите примања. Ние и сега сме доследни. Затоа прашањето денеска е едноставно. Зошто се премолчува што се случуваше во 2024 година? Зошто Трендафилов денеска не го кажува тоа? Зошто не се кажува дека токму со заедничка акција го заштитивме принципот минималната плата да стане основа за пресметка на останатите плати? Ние тогаш не дозволивме на брзина, со европско знаменце и скратена постапка да се протне решение што ќе ги чини работниците. Денеска, како власт, продолжуваме да го почитуваме истиот принцип, системски, институционално и со јасни правила. Разликата е очигледна. Кога сме во опозиција спречуваме штета, кога сме на власт обезбедуваме системски раст. Работниците заслужуваат стабилност, предвидливост и целосна вистина. Не селективна меморија, не дневна политика. Продолжуваме со спортот, зашто нема публика на надпреварите од младинските конкуренции. Во кошарката имаме квалитетни поединци и во машка и во женска конкуренција, но за жал немаат, речиси, никаква помош од трибините. Публиката и навивачите се неразделен дел од секој еден спортски колектив. Тие доаѓаат на надпревари, ги полнат трибините и навиваат за своите миленици. Нормално посакуваат победи, добри игри и посебно чувство е кога се бодрат домашни и млади играчи. Но еден интересен податок вели дека ова се случува само на настапите на првите, сениорските тимови. А кога станува збор за настапите на младите и најмладите, тогаш рече си да нема публика. Нема родители, нема роднини пријатели, школски и другари, а за обичните љубители на спортот и да не зборуваме. Знаеме ли воопшто во која лига играат нашите деца? Колку се добри во спортот со кој се занимаваат? По колку голови или кошеви постигнуваат по надпревар? Дали се можеби материјал за репрезентација? Вистинско време е да се почне од некаде. Време е, почитувани родители, баби и дедовци, вујковци, тетки и братучеди. Време е, ако никој друг, тогаш барем вие да почнете да ги полните трибините, бидејќи вашите деца, нашите деца, заслужуваат барем толку. Ако не сте знаеле, еве ние ќе ви кажеме што се случува во кавадаречката кошарка, бидејќи таму имаме најмногу млади селекции. Во машката М20 лига, по 13 кола, Тиквеш Голден Игл е трет на табелата од 11 екипи. На првите две места се Вардар и Кожув. Во М18 лигата, наш представник е Спортисимо, кој настапува во втората лига Исток, бидејќи не успеа да се пласира во првата лига. Во М16 втората лига Исток, Спортисимо има 3 победи во 3 средби, а Тиквеш Голден Игл има 4 порази во 4 средби. Во М14 лигата, група 1, Спортисимо има 7 победи и 4 порази, а Тиквеш Голден Игл 12 порази во исто толку средби. И во најмладата М12 селекција, Спортисимо се убедливо први без пораз во групата 2. Кај девојчињата во М18 конкуренција, Пробаскет се трети од 9 екипи зад МЗТ и Вардар. Во М16 конкуренција, во источната група, Пробаскет се први без пораз, а на западот први се Спортим од Неготино, додека Спортисимо се последни без победа. Во М14 групата Запад, Спортим и Спортисимо го делат третото место од 5 екипи. И за крај, само помислете на чувството кога седите во публика, а вашето дете постигнува поени. А вие со гордост велите дека тоа е ваше дете или ваш внук или внука. Сето тоа е можно, само ако сте во публика. Па затоа поддржете ги вашите деца барем на домашен терен. Доагајте на нивните надпревари и бодрете ги.
Времето утре, наутро ведро и студено, а во текот на денот ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен наместа долж по Вардарието, повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во текот на ноќта, почнувајќи од западните делови, ќе има повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Температурата во интервал од -5 до 13. Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и постудено со умерен до засилен северен ветер. Од понеделник ќе преовладува сончево со пораст на дневната температура. На крај сме од дневникот. Благодарам што бевте со нас. Имајте пријатна вечер.